Уште една убава среда, уште едно топло добре дојде ви велам, драга Македонија, од новото студио на Старс. Убаво ме слушнавте, ова е нашето второ ново студио во кое што ќе ги снимаме емисиите на Старс. Многу ми е драго што воведуваме некои нови работи во забавните емисии, затоа што мислам дека не постои емисија која што има две студија. Како и да е, ги започнавме со убави, силни жени, а токму така и продолжуваме. Зошто тоа го кажувам? Затоа што нашата денешна гостинка, можам слободно да кажам дека е една од највлијателните жени, ако не и највлијателната жена, која што буквално треба само да покрене глас, да се собере цела армија позади неа и да се оствари токму она кое што таа го посакала. А тоа е, дами и господа, Мија Костова. Ве молам еден огромен аплауз. Добре ни дојде, Мија, многу ти најава. Убава ти се допадна? Да, навистина ми се допадна, некако ми одвои нешто на што сум особено горда. Ама навистина го мислам тоа, ова не беше само колку да ја кажам најавата за да го почнеме. Кажи ми првично дали ти се допаѓа нашето ново студио. Ти си ни прва гостинка во новото студио. Ние имавме прва гостинка во другото студио, таму ни беше Елена Карлеуша, а сега во ова студио добра, ми се свиѓа после Елена да отворам ново студио. Ново студио. Да, преубаво и стварно ми се свиѓа што конечно се случува нешто во етерот убаво кога е во прашање некоја така ток шоу, забавна емисија. Така што горда сум на тебе, знаеш од кога те познавам. Благодарам многу, да. Сега би ја искористила оваа прилика секако да кажам дека јас и Мија се познаваме уште од еден естраден магазин, каде што бевме заедно колешки. Мија беше тогаш водителка, а јас бев новинар буквално во обид. Тогаш пробував, тогаш ми беа почетоците, каде што не знаев најава да напишам и сега малку се срамам искрено ради тоа, дека токму тука ми седи оваа прекрасна дама, но како и да е, тоа кажува дека во текот на годините ние сме направиле некаков напредок, сме оделе напред. Се е искуство, реално. Јас не сум била, кога си ги гледам сега, не знам, емисиите на 99 Action на 15 години со Мартинка, што не можам една реченица да врзам малтене, односно целото кормило го имаа превземено тие како повозрасни. Тогаш, за да ми е сериозно искуство, па подоцна бекстејдж, неколку кратки авторски емисии, така што искуството си го прави своето. Денес, после толку време пред камери и покрај тоа што сега не сум на телевизија, но сум пак во јавноста многу повеќе отколку кога сум била на телевизија, секогаш велам дека мене камерата ми е најудобното место на светот, односно чудесно е дека јас нешто немам трема, него јас се смирувам кога ќе се уклучат камери. Јас мислам дека само човек кој што ја работи оваа работа може да го свати сега тоа што го кажа, бидејќи комфорот кој што се чувствува пред камера треба усвари да имаш преголема љубов за нештото да го правиш, за да можеш толку да бидеш опуштен и едноставно да си тече разговор, би рекла. Па, од една страна опуштена, од друга страна некако не знам на кој начин се програмирам да бидам што е можно политературна, да не уфрлам за разлика од Инстаграм скопски зборови, затоа што тоа знам дека пречи кога си на телевизија едноставно и покрај тоа што, например, времето оди напред и може да е нешто мангупски или да звучи фраерски, сепак на телевизија сметам дека треба многу да се внимава како се зборува. Апсолутно се сложувам со тебе, затоа и ти си наша прва гостинка во новото студио на Старс, каде што кажав и во самата најава, почнавме со јаки жени, со силни жени, жени кои едноставно не може да не може. Тоа е една твоја изрека која често ја користиш. Нека ја кој знае колку ја измислив, ама ми се протна некако во текот на годиниве, особено откако сум преактивна на Инстаграм и некако жениве особено ја врзаа за мене и многу често ја користат или ќе им се случи нешто, ќе успеат да завршат нешто и знаат да ми пишат така, не може да. А кажи ми, што се случува во оние ситуации каде што нешто навистина не оди по план и навистина не може да се случи, не може да се изреализира. Бидејќи ние колку и да сме упорни во нештото, можеби не е правилното време да се случи тоа нешто и треба некое друго време да дојде. Што во тие ситуации се разочаруваш ли? Не, туку ова што го кажуваш самата, се едноставно му верувам на времето. Му верувам на тоа дека не е моментот да се случи. Јас колку и да давам се од себе, едноставно ако нешто не оди, па тоа и нека е еден обичен пат до Маврово. Едноставно некои работи ќе се разборичкаат, нема да испаднат како што треба и патувањето нема да се случи. Многу често знам да кажам дека не се случило со причина. Можеби од нешто друго сум била заштитена. Така и со
разни проекти, работи кои што сум требала да ги сработам, не биднале. Јас сум човек кој што многу се плаши пред да се случат работите, односно јас, мојот мозок е уклучен 24/7 и јас ги проектирам сите работи пред да се случат, колку и да е едно обично снимање во прашање или една обична кампања која што треба да снимање? Да, апсолутно. Навистина? Апсолутно, од моментот видов кога синоќа дека имаш припремено за со косата нешто дека треба да сјае. Да, јас сум мислам дека не сум толку, можеби имам една мрзлива жичка. Тоа е она кога сум нели благо анксиозна или не ми се станува од кревет, но сум толку многу одговорна што на тој начин ја потиснувам таа мрза и кога нешто ќе кажам, кажано. Јас сум многу точна, многу одговорна и тоа е она што ме донело тука кај што сум денес. Можам за ова да кажам дефинитивно дека беше така поради тоа што ни дојде половина час пред сите, па дури и другите водителки не беа стигнати. Так. Мија ни беше тука седнати, буквално беше толку скромна, ми рече не сакам ни кафе пиено сум, буквално се, може само ќе си поседам, знам дека дојдов порано, ќе си почекам, не е никаков проблем. Друго што сакав да те прашам, еве во оние ситуации каде што пример има некои животни работи кои што ние не ги диктираме и таму каде што немаме влијание на многу работи, тогаш мислам дека сме најслаби. Каде врз нешто буквално немаш влијание. Како во тие моменти се справуваш? Јас велам како поминуваат годините, нели 40 наполнив. Ке ти честитам роденден за следно. Само велам Господ да ме чува и да не чува од болест. Тоа е нешто што ми е можеби најголем страф, губење на блиска особа, смрт. Се останато како предизвик, колку и да е страшен, пак се враќаме на тоа не може да не може. Многу е лошо кога живеете во комфорт зона. Во тој случај сметате дека нештото не е возможно. Ама кога ќе сте во ситуација да немате шанса да одберете, во тој случај мора да е возможно. Од аспект на тоа како се чува дете сам или како се работат две работи, како имате само 4 часа време за да преспиете и утрото болно дете да однесете со вас на работа. Тоа се работи во кои што мора да се снајдеш. А ако имаш опција на баба, градинка, 3 тетки, тогаш е многу тешко и едноставно е неизводливо. Ама кога немаш опција, секогаш велам дека и тоа е една од работите која што ме направила да сум ова што сум денес, односно излегувањето од комфорт зоната заради тоа што така ми се наместила работите. Во животот и сум благодарна на се она што сум го поминала, колку и да ми било тешко во еден момент. Тука во ова малку подолгометражна реченица ми кажа многу работи за кои што ќе зборуваме подетално. Сега ќе почнеме првично од роденденот. Наполни 40 години, кај нас како се кажува, кога полниш 40 години ја раситнуваш 50-ката, така се кажува или јас мислам да, така грешно, се кажува, ама не мораш. Добро, готово ова исто како да не сум го кажала, сакам да ти кажам среќен роденден, да бидеш уште здрава, жива, уште поуспешна, уште посакана и од година во година да блискаш уште повеќе во полн сјај. Што е она што срцето ти го посака оваа година? Не ми кажувај дека немаш желба и дека сите желби ти се исполнети, затоа што сите ние мечтаеме за нешто длабоко во нас. Колку ќе звучам клише, јас константно само размислувам сите да ми се наброи. Тоа е така. Но сум од друга страна многу е чудно што низ животот сум била толку многу скромна и покрај тоа што сум имала желби, сум размислувала дека сакам да работам нешто друго од она што сум го работела, меѓутоа никогаш не сум ги силувала работите. Така и сега имав желба на пример да ја сменам колата и не го силував тоа во ниту еден момент, едноставно оставив само да дојде. Значи немам некои желби преголеми од типот да ти кажам дека не знам сакам да се преселам во куќа со базен и така да остарам. А не ли викаат ако немаш големи очекувања нема да можеш да си ги достигнеш? Јас не верувам во тоа. Јас на пример не сум тој тип. Јас сум многу малку свртена кон лайф коуч приказни и не знам себе љубов книги, заради тоа што сметам дека многу е подобро да работиш на нешто, односно не да работиш на целта, туку константно да работиш и да не очекуваш премногу за да не се разочараш. Така е, тоа е точно. Отколку да мислиш утре дека ќе возиш Порше, а не си стасал ни до тротинет. Сметам дека Мислев дека ќе кажеш некоја друга марка на кола, па реков немој да се погодам баш таму. Не. Во секој случај, сакам да кажам дека тие големи очекувања од сам себе многу повеќе носат разочарување отколку да немаш кој знае какви очекувања, но да не се предаваш.
Не можеш да легнеш и да чекаш да ти падне од небо. Ете, токму затоа си ја заслужи таа најава што ти ја кажав уште на почеток, што ја кажав за тебе. Мија, 40 години имаш изјавено дека се бројка каде што внимаваш со кого се дружиш, внимаваш каде го трошиш времето. Јас ти заблагодарувам, нели, што одвои време да бидеш дел од нашата емисија. Како да кажам, едноставно бираш каде, кога и со кого. По која селекција ги бираш работите? Како ги бираш луѓето? Како знаеш кои се добри или кои се лоши за тебе? Нема ли многу манипулатори во животот кои што може едноставно да изменаџираат тако добро да не можеш да приметиш дека нешто се случува? Па на 40 години мислам дека е многу тешко да нешто не приметиш. Особено не затоа што јас сум човек кој што секогаш сум работела со многу луѓе. Значи, дали тоа било телевизија, дали било диско, дали било фризерница, јас сум човек кој што многу сака работа со луѓе и во принцип сум имала многу релации пријателски во теков на годиниве. Некои од нив останале тука 25 години, што за мене е личен успех и сметам дека да задржиш пријателство 25 години е И така, да, сериозно зборува за мене како личност. И тоа не ми е едно пријателство, имам неколку на кои што сум особено горда. Но некако со текот на годините, баш тие интриги и се тоа што едноставно не доликува на годините, односно е чисто губење време, се селектира само, не дека го селектираш ти и стануваш утре денте и му кажуваш на некој од денес нема да бидеш во мојот живот, но се далечуваш. Селекцијата се прави сама. Едноставно забележуваш кога се враќаш дома уморна затоа што си била соивана или се враќаш полна енергија и едва чекаш пак да го видиш човекот. Така. Мислам дека тие работи многу лесно се гледаат, особено кога имаш искуство. Кога си млад и кога имаш 20 години, полн си енергија, па можеби не го врзуваш тоа како да некој ти ја црпи енергијата или некој едноставно е тука само за да ти фаќа сеир на лошото или не знам, не се радува кога постигнуваш успех. Така што сметам дека пријателството се заснова на тоа дека особено е многу важно во пријателството да во ниту еден момент не се почувствува љубомора, завист, да се не е само тоа да биде тука пријателот кога е лошо, демек да ти помогне. Не, напротив, треба да е тука и кога е многу добро. Затоа што многу често луѓето се губат и кога ти е многу добро, затоа што можеби си ги надминал. Не можат да го поднесат не можат да го успех. Апсолутно. Можеби си ги надминал, може те чувствуваат супериорна во релацијата која што до вчера да речеме била идеална, ама тие биле супериорни, тие биле подобри од тебе, тие повеќе патувале, ти си се борела и одеднаш кога работите ќе се сменат, тоа не е пријатно. Тоа е нешто што едноставно се полнело со твојата несреќа. Ајде нека не биде несреќа, туку со тоа што е супериорен на тебе. На кретинските пораки знаеш да вратиш така кретински, а на глупавите прашања знаеш толку многу да им вратиш да ги здоболи глупоќата. Ова е многу лошо кажано од моја страна, јас се извинувам, но ова е навистина така. Луѓето мислам дека не го кажувам ова јас дека ќе смислам топла вода, меѓутоа личната фрустрација многу често се пренесува кај некој што го гледаш секој ден на Инстаграм и те нервира едноставно заради тоа што не знам, ти немаш ништо од тоа што има тој, а можеби сакаш да имаш и веројатно од тука тргнува таа, можеби и не е толку глупоќа колку што е. Ма има некои глупави прашања. Има и глупави прашања, да, од типот кај Андрија и зошто не е со тебе. Не, мене ми беше многу интересно она, дали има храна во вилата. Да, дали има, тоа се извинувам, госпога или господине, не знам да кој е на прашањето. Неважно, но во секој случај мора да се снајдеш. И јас сметам дека многу често кога ќе ме праша некој како се станува инфлуенсер, а како се станува познат на Инстаграм или на кој начин, што треба да направам, чисто велам дека треба да е комбинација од нешто што ќе те одвои од масата. Ете, кај мене тоа е, например, не знам, некоја приказна за самохрано мајчинство или начинот на кој што одговарам на прашања. Или тоа што јас многу често зборувам на стори. Не се сликам само и единствено, тоа ми се напротив пропратни некои работи и соработки, имам многу повеќе карактер на профил отколку што сум убава или отколку што не знам. А убава си. Благодарам. Во секој случај сметам дека за да си дел од таа јавност и така да те следи, толку силно да те следи народ, сметам дека
треба да ти го цени и мислењето, а и можеби да се поистоветува кога е во прашање, не знам, стил, начин на живот и слично. Сега би те прашала следно прашање. Кој е твоето мислење за Јована Јеремич? Ја имаш неколку пати објавено, тоа е водителка во Србија за тие што не ја знаат, ама е така малку Не верувам дека има некој што не ја знае. можеби, не знам. Кој е твоето мислење за неа? Јас на моменти... Пази, можам да го извадам на рил и после да си отиде исто така вирално. Јас на... И јас сам да ти кажам. Нека оди. Јас на моменти се прашувам дали она нас не зафркава. Тоа едно време долго си го мислев. Ама подосна сватив дека можда и не зафркава, дека е мртва сериозна. И види, многу често се соочуваме со тоа дека да станеш кралица на шер или да станеш некој со вирално видео или да те следат многу луѓе, може да те следат и од аспект на тоа што си кловен, односно што правиш будала од себе. Иако се работи за едно преголемо его таму, сметам дека не се работи ни за оној тип на луѓе кои што си нашле начин да се прослават, па го прават тоа затоа што заработуваат, туку јас верувам дека таа верува во себе и дека верува во се она што го пласира како такво. Крајно, не знам, кога ќе видите некој кој што има најгледана утринска емисија, дека презентира англиски јазик кој што не постои во последните постови со најава за, не знам, следење на избори во Америка. Англиски јазик кој што не постои. Не се сите постови на Google Translate преведени и она е горда на тоа. Значи, претпоставувам дека се работи за некој тип на, не сакам да се расфрлам сега диагнози, меѓутоа е, не знам како да кажам. Ама мија, нели кажуваат дека, пример, кога нештото си зацртал во глава дека треба да биде, само тоа ти е жена која што не бира начин, време, место и како ќе стигне до нештото, може и да згази се пред себе, за да си го оствари своите соништа. Можеби таа си верувала, си сонувала во тоа. Ама она ништо не остварува, ако тргнеме од таму. Не мислам дека нешто прави во животот. Па ете таа најгледана утринска програма во Србија, па и не е така лесно да имаш најгледана утринска програма. Па јас мислам дека ако пробаш да бидеш од утре Јована Јеремич, дека ќе успееш и ти, тоа многу брзо оди вирално. Мислам, ако правиш будала од себе, да, ако правиш будала од себе, тоа оди вирално. Јас сум приметила по милион примери кои што ги имаме и по Македонија со разни видеа и лајвови од по Европа, да не навлагам се, ама кога ќе видиш дека едно видео е споделено 3-4 пати, одма да ти стане сомнително дека не си баш како што треба. Значи дека тоа не се многу ретко убаво видео се споделува. Ама интересно се споделува. Интересно има граница, да. Хумор, да има хумор, да е интересно, не знам, Стефан Николовски или зборувам за, не знам, стендап или нешто такво. Да, тоа оди вирално смешно и сите си го препраќаме. Требаше да биде тука со тебе, јас многу сакав да бидете заедно, но не знам зашто не ми врати на порака, не можев да го добијам и ете, а може... Не се работи така. Не се работи така, кажи му. Мораш да враќаш на пораки, Стефан. Ете така, Стефан, една порака до тебе. Сега ќе те прашам само уште за една личност, токму таа личност нели ја отвори нашата втора сезона, тоа е Елена Карлеуша, која што беше гостинка пред тебе во другото студио. Сега би сакала да те прашам еви мислење за неа. Тој да кажам за Елена Карлеуша ќе биде пресмешно да ја коментирам, заради тоа што сметам дека Елена е звезда. Значи, од тука да тргнеме и да завршиме со таа реченица. Елена не е пејачка, Елена не е естраден уметник само, Елена е звезда. Елена е джет сет. Тој збор не постои. На Балканов, не. Јас мислам дека не познавам уште една личност од Балканов, зборувам која што е джет сет, зборувам за авиони, приватни летање, функционирање како звезда, изгледање како звезда, концерти кои што доликуваат на звезда, така што не можам да кажам ништо. Можам само да кажам дека ми е многу драго што после Елена седнувам и сум гостинка во оваа емисија. Гледаш, си направивме на вистина убави разговори. Ајде сега јас би сакала да наздравиме секако за денес, за утре, за секој ден да ни биде уште поубав од овој денес. Бидејќи си експерт за вино, сакам да ги поздравиме тука Вардарска долина Шато Ризов. Секако да кажеме дека има едно од најубавите вина, дали е тоа така? Ќе оставам на тебе да ми кажеш. Сомелиер, односно имам завршено курс за вино, така што
Ако треба да го оценам виното, да, супер е, само што е лоша температурата во моментов, односно Да, ми се не е згреа. ладно, да. Така Точно. што ќе морам да ти кажам точно какво е виното малку ако го ладиме после. Знаеш како, јас ќе оставам на тебе да го оладиш дома, затоа што јас Добро. веќе ти имам Е, припремено. Уствари, ова не можеш да го оладиш заради тоа што е црвено Црвено. вино. Да, црвено. Добро. И црвено се пие на собна температура, да, каберне. Супер. Ама Ќе си го пробаш дома, јас верувам дека ќе ти се допадне, затоа Супер. што си важат за едни од најдобрите вина, барем тие што излегуваат кај Фала. нас од Македонија. Значи почнавме со подароци, тоа е многу интересно. Не може да ме утне. Знам, затоа и првично тој Да. беше прв подарок, а сега мислам дека многу си направивме, многу си поразговаравме на Да. секоја тема. Време е малку да се насмееме со нашата друга Што ќе половина, ме мачиш позабавната. сега? Не те мачам ништо, ти ветувам. Еве, првично ќе започнеме со една нашата нова девојка, тоа е Ирена. Ирена е за прв пат во нашето Пред студио. камера? И за прв пат пред камера, да, јас мислам дека ќе се снајде Јас ќе ја опуштам. одлично. Ете така, ќе посакаме едно топло добре дојде и да видиме што таа има припремено во нејзината рубрика. Здраво, драги мои, и од мене, Ивана, ти благодарам за убавата најава. А сега секако би сакала да се представам на гледачите. Јас сум Ирена и многу ми е драго што од сега па натаму ќе се дружиме заедно преку рубриката Жешка енигма, која припремаме наизменично со Ангела. А прво да ја поздравам нашата гостинка Мија, која што мислам дека одлично ќе се забавува во ова што го имам припремено за денес, заедно со нашата Ивана. Се препотува веќе, се Да, препотува да не ми е веќе. пријатно Толку. нешто гадно, ако Не, е не, за не се пиење. секирај. Последен пат, први и последен пат ќе ти биде на телевизија. Мислам дека Мија ќе се се закани, некој така, Мија. Пробам да ја опуштам. Добро, готово. Ајде. Дозволено. Ти благодарам се пак. Ајде, Правилата за овој предизвик се следните. Прво ќе ви дозволам да си одберете боја, зелена и портокалова. Јас имам предност пошто сум Да, гостинка, да. а еве тука ме ставите зелена, нека биде да Зелена. не ја Во ред. Добро. Откако си одбравте боја, сега сакам да кажам што ќе следува понатаму. Значи, како што гледате, имам изразено по 3 цевки, преку кои треба да вкусите што има таму внатре и да ми кажете дали Треба е да кажеме вкусно. што е? Да, дали е вкусно, јас тоа оставам на вас. Значи, треба да ми дадете точни одговори. И кој ќе погоди повеќе вкусови, тој е победникот и секако си освојува убави награди. Па ако сте спремни, може да започнеме. Јас прва. Ајде. Како што сакаш, ако сакаш Многу ми е наизменечно, ти па јас, ти па јас. Многу ми е здрав. Ајде. Немај да се плашиш. Јас верувам дека тоа некогаш си го пробала да го пиеш. Наутро можеби. Си пробала да го пиеш. Како мрзо гадно. Не. Тоа обично на сабајле, Абе, на како за да имаш сабајле? убав глас. Јајце! Да! Вие сте... Па и не беше толку. Значи многу повлеко белка, веројатно како шлајм, одвратно. Да продолжиме сега со втората. Мислам дека ќе ти Ти се... сакаш да продолжиш ти или да не се напијам еднаш јас? Не написам, молим. Ајде, Ивана. Даде се не Ивана некоја Кока-кола. Вкусно беше? Кафе. Кафе, талог од кафе, фала ти. Кафе беше? Да, талог Значи од јас сам кафе. незиниот поење го имам, разбираш? Јас се води. Ова е многу лошо. Не, Талог. ова земи си јајце, освежи се прво во јајце. Сакаш? Подобро јајце него талог од кафе. Јас ви имам припремено и по нешто убаво да не биде дека ова треба да ти се допадне. Значи ова, сигурно. Јогурт. Да. Браво. Океј. Ајде, Ивана. Ова само за емисија не јадам млечни производи. Ова е сокче. Да, Какво? сокче. Какво? Ајде, знам. ајде уште еднаш. Цело си го испие. Моето Кока-колче, тоа ми е омилено. Значи Кока-кола ги бараме да ни бидат спонзори во емисија затоа што ја обожавам Кока-колата. Официјално Ајде, гледаш. Сега пак сега гадно е, Не, не. Добро. Ова е убаво, дури. Вкусно е, нели? Кетчап. Кетчап. Кетчап?
кетчуп. Чепаме онаков за пици, оној. Да. Па Томател. тоа е најубавиот. Ајде да видам Ама никако последното што очекуваш е. нешто Ајде, Ивана, благо. последното. Очекуваш нешто да ме Полека. полека да не умреш. Па ти колкава гутка зема. Па да се проба убаво. И сега? Што е? Сода бикарбона. Сода бикарбона? Фала ти. Ау, ти благодарам премногу ми се испра надевам малку дека- желудничето. Сте добри? Предобри јајце, кетчуп и јогурт. Подобри не Мислам, јас мија не сум ти била прво подобра. мушко, значи беше тоа јајцето. Многу беше страшно јајцето, стварно. Мене ми уште солено во уста, ама како да ти кажам, Ке помине. ништо страшно. Ништо страшно. Благодариме премногу. Ви благодарам што останавте достојни на Значи јас предизвикот победив. во Да, само да се целост. вратиме затоа што треба ми дадат некој подарок затоа што си победив. И кафето го погодив. И овие 3 мојва, значи 4:2. Добро, јас се изгубив. Секако. Секако Мија ја испраќаме со подароци, но морам да признам дека добро се снајде и Ивана. Благодарам. Но сепак вредеше, Белива, ќе частам нешто. вредеше на тоа, таа сода бикарбона што ја испрем на Таман крај. да ти се свари на крај. Да. Но за сега само Мија си оди со подароци. Имаме ваучер од 2000 денари од Азалеја, повели? Ала. И ваучер од 100 евра од Индиго Тату студио. Мислам дека навистина ќе ти се Да. допадне. Ви благодарам Искористам. уште еднаш. Мија, јас оваа прилика би ја искористила затоа што ете си изгубив, како што сите ми кажавте, да, губитник сум во оваа игра, затоа што ми помогна со првото. Сакам да ги поздравам нашите пријатели од Државна лотарија кои што порачуваат буквално на сите вас дека среќата е насекаде околу нас, само тој што игра добива, тој и прииска. Ти сама го да. кажа, така да уплатите ги вашите 7 срекни лото броеви, изгребете некои нивни инстант лос и секако регистрирајте се на www.megawin.com. Убаво го имам научено, Петка може да ми ставите. Повели, ова е за тебе. Фала, баш Тука мои имаш подароци грепки, си така добив. да не знам што следува. Па види, ако е нешто стварно големо, Ке се частима. не те барам. Не ме бараш, добро, па добро, окей. Нека си ги Да држам не биде, здравје. да не биде после, ама чекај, емисијата Чекај, е Мија, моја, вака се, да. вака, така. Што е си, сигурно си. Добро, Си ги како и гребам да е. на само. На само, окей. Да. Тоа беше тоа. Мија мислам дека покрај тоа што се насмеавме убаво со рубриката која што имаше припремено Ирина и убавите подароци кои што си ги доби, јас не добив ништо, секако ти си ни гостинка, јас како домашна не ми следува ништо. Се што имаме тука, значи кај мене дома ништо не оди, како и да е. Не продолжуваме со разговор затоа што тука имаме уште една прекрасна девојка која ти има припремено многу интересни Ке ме прашања. препотувате сега нешто. Малку само, во длабокото со им се вика рубриката. Па сега Пливам добро јас. Нема да се секираш. повели ема. Фала. Види како добро ни изгледа нашата африканка. Здраво, Мија. Здраво. Ти си многу сладка. Фала. Еј, леле, македонски девојче. Македонско девојче. Здраво и од мене, драги македонци. Ние се запознавме минатата среда, а сега е време за се запознам и да им посакам и на нашите гости. Само биди нежна со мене, молим да. Немој бе многу длабоко. Ајде. Само прво да те прашам, дали се чувствуваш комфортно тука? Па сега вака како што ми се појави ти некако не ми е више толку комфортно, пошто не знам што сакаш да ме прашаш. Ама добро се, добро. Мора да признам дека е удобно овде во студиото. Ме опушти Ивана, сега ти не знам што ќе правиш. Ајде. Добро. Спремна си. И да не ти е премногу топло, премногу ладно. Не, се ми е окей. Да не си гладна или жедна. Секогаш сум гладна, ама тоа не е тема на моја. Сега може? Може да јадеме, ама немаме што. Добро, и сега веќе кога знам дека е време за мојата рубрика во која поставувам прашања и од вас ќе очекаме Искрени. искрени одговор.
И да, ама немој да лажете. Не, никако не Иако лажам. не сум експерт по македонски, ќе разберам. Све. Добро. Браво, браво. Како што редот да ги објаснам правилата и доколку не сакат да одговориш од некои од моите прашања, да имаме Предизвици, еве ги тука. Добро. препено предизвици, да. Добро. Јасни се правилата. Дали си спремна, Мија? Да. Окей. Секогаш. Аге, може да започнеме. Ајде. Мија. Биди искрена. Кој ти е најдосадниот водител и најдосадниот инфлуенсер Во Македонија. во Македонија, да. Да надополнам и јас нешто. Можеш мене да ме кажеш, слободно. Да се Да, да се извадам. Па не знам дали ќе се извадиш и стварно да го мислиш, тоа нема врска ако. Мислиш? Мија, знаеш. Чекај сега, ако не ќам да одговорам, Знаеш. ти стварно не ми паѓа некој конкретно на памет, ама мислам ми треба малце време да подразмислам. Водители, тоа се двајца, значи. Да. Не ги имам јас смислено, значи сама си ги смислам. Сама си ги смислам. Многу баво ги смислуваш. Боже, па водители, стварно немам на ум во Македонија кои се водители. 2-3. А некој така ете што не ти се допаѓа. Ако не сакаш да одговориш на прашањето, затоа се спремни предизвиците, ама немој да мислиш Да. дека тие се Поедноставни. поедноставни, да, отколку Тука има предизвици. Кај ме најде сега со водител и инфлуенсер? За инфлуенсери често збориш дека има многу кои што не ти се допаѓаат и сакаш да промениш стори или ги следиш само заради тоа што ете така налага работата. Да, ама тоа во принцип не е дека нешто ми пречи кај нив, туку затоа што, например, тематиката на сторињата им е се едно те иста, односно имаат, не знам, профил само за вежбање или само за јадење и тоа ми е стварно напорно Досадно. за следење и досадно. Па јас мислам дека тука ќе се пронајдеш. Ако не сакаш да одговориш. Ако не сакаш, Ама нешто гадно ли е тоа? ако Не, речам? не е гадно, ама Побелете. е така малку симпатично. Ај, па сега што да кажам? Јас сум Ајде. човек од ризик, не можам сега да се карам со колеги. Мислам, стварно сте Бог да чува. Карам со колеги. Чучњеви да направам. Па лесно ти се погоди? Па добра, ајде, чекај. Со чучњеви? Знаеш дека немам правено чучњеви 2 години? Знаеш како правилно се Дека- прави? Ама сега знаеш зашто ти беше ова со чучњевите, затоа што кажа дека не ти се допаѓа програмата. Да, вида, карма. Добра, сега чучњеви да направам, окей, али ти имам сабајла за палење на мускули, пошто немам мрднато 2 години. 5 бе Мија, 5. Пет. Само 5. Ама нема сега да видите колку се правилни вие од... Да, добро. Како, види? 2, 3, 4, 5. 5. Ма браво Мија, сега од како ослабе, јас мислам дека ова ти беше дури и лесна задача. Не, остои ти не вежбам уопште, ич не ми е лесно. Па да, ама знаеш како друго е кога пример си така витка со витка фигура, добро, полесно сега е да сум се стварно, спуштиш како и да е. Да, во Мислам, секој случај. Зависи каде. Запоти? Зависи каде. Се испотив, да. Се испотив и од ова што мислам на инфлуенсер. Не требаше уопште да мислам, требаше одмah чучњеви да правам. Ајде, втор. Дали во животот ви родила второ дете? Многу често имам носталгија за бебе, но со оглед на тоа што целата работа ми е некако одамна завршена, 100% сум сигурна дека нема да родам второ дете и покрај тоа што во некои други услови можеби ќе се решев на такво нешто. После 13 години, Андрија е веќе многу голем, многу самостален и јас сметам дека веќе немам години баш за второ. Нема значи второ бебе, Не. нема. Нема второ бебе. Добро. Добро. Разочарана е од Нема одговорот. добро. Нема Ја нема проблем. мала киркичка заради тоа. Да, имам 3 години
женска. Тоа е Да. најтешката возраст. Да, Многу се, тешко. да, Да, многу да. се потешки него мали бебиња. Да, потешки, да. Тодлер е многу потешко од ептен мало бебе, барем тоа е моето искуство, не знам. Сум го немала, не можам да кажам. Како и да, одиме со трето Одиме прашање. понатам. Добро, трета. Дали би била близка со Тијана? Од ова перспектива, познавајќи ја каква е? како што е ако би имала OnlyFans? Јас дали би кога би имала или Тијана кога би имала? Дали би била блиска со Тијана, Со да познавајќи ја Тијана, сега ваква како што е, ама да има сега OnlyFans, пример. Дали би била повторно блиска? Она да има или ја? Она да има. Па пре ја би имала по некоја логика него Тијана OnlyFans. И па сега замисли тоа така да било. Па еве замислувам, да, заради тоа што јас сум тип на човек кој што не им се меша на луѓето во изборот. Ако тоа ја прави среќна и ако тоа и носи пари, и ако може да го функционира тоа едноставно и не и пречи на психа и на функционирање во низ животот, што се тиче мене... Тијана, можеш да имаш OnlyFans Кам како и напред. да е, од таму се Апсолутно. заработуваат парички, така кажуваат сите. Не Јас ја знам. немам ни погледната апликацијата, Исто и ама јас. по тоа што кажуваат, има паричиња. Исто и јас, ама За тој што некако... сака. Некако, Да. некако имам чувство како да замре целата таа приказна. Многу беше поактивна целата таа фама некоја година, една пред една година, две, точно, кога, точно. не знам, луѓе во вадеа OnlyFans, па дури ќе ми излизаше на стори некој од нашиве. Да, имаше една од нашите, ја заборавив Некој од нашиве, само- па да, OnlyFans, па линк оставен, па така сум кликнала да видам што се дешава. А не ти се Меѓутоа, случува во инбокс да ти стигне порака? Не, Никогаш? никогаш не, каква порака. Па ете така пример, кај мене стигаат во инбокс онакви пораки за предлог да се зачлениш во нешто. Као демек не е OnlyFans, ама се заработува, не знам, мислам, ги има пораките си стојат сите од Не, различни изгледа, имам профили. таква фаца да не можат ни да ми понудат. Дали ти се допадна Ема? Да, супер беше, има малце ми измачи, добро, не И беше ти- страшно. И ти дали имаш OnlyFans? Ако имаш имам јас, јас, не. ако имаш јас може сајнира. Сајнира. Ние се зачлени. Не имам OnlyFans. Нити некогаш сум имала идеја дека треба да го имам. Браво, Емче. Не е за мене. Ти благодариме премногу. Те благодарам Мија. Фала ти, Дали тебе. се забавуваше? Многу да, баш беше симпатично и супер ти беа прашања. Да, фала многу. Значи, Фала. нареден пат малку по-жустри прашања изгледа треба. Гледаш, она се очекуваше така малку по-интересни. Првото беше баш онака ме препати, затоа што мислам стварно не сум тип на човек што сега ќе каже име и презиме. Иако ми проструја низ глава два тројца. Аха, те знаев, Да, па рече, не ми ама ми текнува, беше не ми полесно да текнува. направам чучњеви, затоа што Помалку сепак ми се лаже, колеги, Ема да. помалку лаже. Не, Ама сум не е убра страшно. предизвик. Да, така е, така Не е. изложав. Сега ве оставам да Фала. си продолжите. Може. Да. Фала многу. Ви. Заради тоа што беше многу добра, Ема ти припреми подарок од нашиот пријател Аджико Home Center. Тоа е еден блендер, заради тоа што знам дека внимаваш на храна и сето да, тоа. баш убаво, баш ме израдува. Тоа ќе се најде. Тоа се наоѓа во буквално Сериозно ме секој израдува. Во дом. процес на селење сум иначе, многу добро ќе ми дојде. Одлично. Одлично. Ти се допадна Ема? Како беше Да, сето тоа? пресладка е, има пресладка. Имаме е. малку да новитети од таа страна, ама на вистина имаме многу позитивни реакции кои што се поврзани Пресладка е, има конкретно и за со неа. македонскиот и на начинот на кој што се однесува, а иначе и покрај тоа што не ја следам, гледам дека се обидува и добро и во инфлуенсерските Да, водија. да, Супер инфлуенсерка влезена. ни е во. Мада многу повеќе ми излегува на TikTok. Мислам дека да, на TikTok повеќе ми излегува отколку на било која друга социјална мрежа, ама те пропратив дека имаше некои патувања со една инфлуенсерска група. Да, точно. Да. Сега беа пред некој месец и можеби јас таму прв пат ја забележав, но како и да, ете тие Да. работи не се направени туку така, него се направени баш за да се забележи нешто и да остане Да, впечатливо. веројатно. Кога веќе ја споменавме Тијана и OnlyFans, јас нема да те прашам дали има, нема или нешто поврзано со тоа, но би те прашала, еве пример, конкретно имате разлика од 11 години. Таа прославуваше 29, ти 40. Да. 11 години се и како голема разлика возрастна, како да кажам, граница има некоја каде што таа размислува едно, ти размислуваш друго или вие тоа не го гледате? Дали е она премногу порасната?
Или Баш така. ти си Или ти си наболу со помлада. годините, да, во размислување, наоѓаме во на средина. размислување. Па сметам дека Тијана многу брзо порасна и дека исто како и јас, ние сме многу слични и со животните приказни и со карактерот, колку и тоа да не личи така, затоа што она има друг стил, ама карактерно не е многу поразлична од мене. И јас сум била исто така девојче која што секогаш било повозрасно од годините што ги има. Тоа веројатно и самиот живот те учи на тоа. Така што разликата помеѓу мене и неа не ја чувствувам ниту јас, ниту таа. Јас ја запознав пред известно време и можам да кажам дека стварно исклучително е многу кул девојка пред се. Многу е Интересен позитивна. карактер, Тијана таков, да, позитивна. Да, многу позитивна. Тијана многу често знаа да ме праша дали некогаш е тажна, дали некогаш е нервозна. Искрена да бидам ретко, ама кога тоа се случува, тоа е еден Не црн избори. облак кој што му треба време да се разбистри, иако пак ја кажам многу ретко. Јас сум на пример љута и нервозна и тажна 7 пати во денот. Затоа што менувам расположение, се може да ме изнервира, иако не ме држи долго, али знам да се изнервирам неколку пати во денот. Тијана не. Тијана може да заврши се. Сега да ја речам, го заборавив пустанот во Велес, ќе ја запали колата, ќе отиде до Велес, ќе рече: "Дебе, добро, има ли проблем? Нема проблем. Еве, шуа 40 минути." А мене тоа ми се гледа како крај на светот. Значи сега како можев да заборавам кој ќе пали кола, она е сосема. Па сега, спротивно. тука имаш исто така дека секој може се сам, ама гледаш дека е подобро кога има човек кој што ќе те поддржува во работите, Да, кој што ќе биде апсолутно, ама тука од друга за... страна многу често влегуваш во комфортна зона и знаеш дека некој ќе ти го заврши тоа. А Сакаш кога да ми кажеш нема, дека ти не си сега целосно своја на своето затоа што имаш човек кој што да, ти имам помага? многу помош од неа, професионално особено. Мислам, помош од аспект на по дома дека некој ќе измие садови или не знам за Андрија. Не, Андрија е многу голем веќе. Апсолутно немам јас проблем со Андрија во последниве 3-4 години. Стварно е многу самостално дете, многу воспитано, многу се. Меѓутоа, кога е работата во прашање, многу помош имам од Тијана. И крајно Тијана прерасна во еден сериозен професионалец кој што е тесно поврзан со мојата работа, од аспект на снимање, од аспект на организација, од аспект на монтирање, од секаков можен аспект. Баш кога е ова што го работам во прашање, така што имам многу помош на професионално поле од Тијана. Ти кажав уште на почеток дека те следам, значи се што објавуваш, како одговараш на прашања. И те следам и од моментите каде што имаше ставано ти трипки, следам од времето каде што ти имаш екстензии на коса и хелурон, ставено хелурон. И сега, пример, пред некое време имаше објавено дека сето тоа што никогаш си го правела ти, сега е многу катастрофално за другите девојки. Ова не го кажувам за мене или за било што, пример, немам ниту трепки, имам трепки само за снимањето, иначе немам. Немам екстензии, немам не знам што, само што сакав да те прашам што се промени. Ете во сето тоа. Не се променило ништо. Јас пак ќе кажам дека има девојка која што супер носи екстензии на коса. Ќе кажам дека има девојка која што, не знам, и стојат тие долги ногти на стилот што го има. Претпоставам тргнуваш од видеото кое што отиде вирално на Инстаграм. Така. Зборот ми е дека не може се да носите одеднаш. И да, точно е дека модата се менува. Ама ако ставиш се одеднаш, тогаш е стварно многу нападно и автоматски е селјачки. Не знам како да кажам. Се многу си фина, многу си фина. Се што е премногу не чини, реално. Кога е нешто премногу, едноставно не е ни стил, ни мода, ниту ништо. Ама сега модата се врати да биде поприродно. Поприродно, да, точно. И пак ќе кажам, мислам, и јас сум функционирала некогаш по модата, меѓутоа никогаш не сум носела се на себе. Дури и кога сум носела коса екстензии, што сум имала толку многу мерак да ги пробам, и никогаш нема да ги вратам веќе, не заради мода, него затоа што стварно мислам дека е лошо по косата. Дури и тогаш, кога сум ги носела, сум променила комплетно стил на облекување. Затоа што не можеш да имаш и екстензии, и плава коса, и локни, и фустан со циркони, и долги ногти. Според мене, се на некој тогаш може имаш да му се еднакво допаѓа. Бугарска певалјка? Па да, како од планета симната од телевизија и како да треба да пропееш на бугарски, да.
Така што не сметам дека е погрешно, само сметам дека за мој вкус солариум во живот не сум користела. Како дете сум влегла 2-3 пати во солариум и точно памтам како мириса кожата после тоа. Така, неизгорено. А исто така и сметам дека е супер совет до младите дека не постои здрав солариум, не постои солариум кој што треба да се користи. Едноставно, солариум треба да се извади од употреба со некаков си закон, затоа сега што има имам толку многу работи за само потемнување креми, не знам што. Имам блиски кои што имале сериозни последици од солариум. И стварно сметам дека тој таков тен кога не си природно таков делува стварно нападно и не е убаво. Мија, знаеш што сакам да те прашам, го заборавив преска кога ти го поставив прашањето за Елена Карлеуша, многу често знаеш да бидеш гласна и кога станува збор за турбофолк или србоманија, како што многу често знаат многу луѓе да ја наречат. Според тебе, нели треба секој човек да си има, пример, сите ние имаме различни желби, различни вкусови, да. Ајде сега кажи ми, ти многу знаеш често да го изговориш, пример, тоа, ма што е ова, децата растат со, пример, песна од, не знам од кој, не ми текнува, од Цеца. Апсолутно сметам дека секој си има право да се слуша каква сака музика. Мене само ми пречи Да, на тоа крај ти ги оставим сите прашања, Да, тама едно па друго. Мене ми пречи само тоа што има многу силен наплив од таму. Во мое време не постоеше диско со таква музика. Денеска од 4 дискотеки, 4 пуштаат таква музика. Мене само тоа ми пречи што реално па не е ни избор, ја немам кај да излезам. Едно диско работи, станица 26 работи со Реклама му направиме добра. Добра, со нормална музика, да речам, со нешто што може да е дури комерцијално или да мене не ми смета ни комерцијала воопшто. Меѓутоа не може од 5 дискотеки 4 да се со српски звезди. Во мое време тоа не беше така. И мене ми е многу драго што Андреј има 13 години и не знае ниту еден српски пеач. Не знае кои се да Сингерица, Буба Корели. Не, веќе пеат по екскурзии. Само ми вика дека има ставено слушалици, дека си слуша музика, не знам, слуша Еминем, например. Али мислам дека и тоа е многу од дома. И во мое време другарките слушаа и Цеца и Драгана Мирковиќ. Јас никогаш не сум ја слушала таа музика, затоа што моите дома слушаат сосема поинаков правец на музика. И не мислам дека е погрешно. Пак ќе кажам, го спомнав да Сингерица, па гледам колку тоа предизвикува љутина кај возрастните што децава оделат. Да Сингерица е исто како и други кои што едноставно нашле начин како да направат пари. Дечкото верувам дека е супер. Мислам, беше кај нас во студио и јас можам да го потврдам тоа дека навистина е многу окей. Сигурно еден нормален дечко кој што е и татко, родител, ако не се лажам, ми излегува од време на време на Инстаграм, нашол начин како да прави пари. Ако керка ти утре отиде и зина за Сингерица да ја плукне во уста, во тој случај проблемот е кај тебе, мајка, не е кај Сингерица. И од таа причина го кажувам тоа, дека воспитанието секако оди од дома, друштвото да повлекува, меѓутоа верувам дека никогаш на Андреја нема да му текне да му рендаат кашкавал на глава, ниту да присуствува и да присуствува на такви журки за да биде со другарите. Сметам дека тоа ќе го направи во некоја поблага, поинаква форма и дека ќе се врати дома и ќе си пушти тоа што слуша тој. Јас сум го правела истото. Пак ќе кажам, жал ми е што изгубивме многу од Скопје заради премногу турбофолк. Немам ништо против турбофолк. Дури мислам дека и на 2-3-4 слави и родендани сте ме видели како знам да запеам некојаш да се расположиш, така е. Меѓутоа тоа не е нешто што го слушам дома и некако тоа е тоа што ми го зема Скопје. Ајде кажи уште со ова прашање ќе завршиме, затоа што веќе времето мислам дека навистина не истекува. Сите треба да бидеме препознатливи како би биле успешни. Ова го кажа уште на почеток, каде што ти кажав дека кажам многу работи во еден одговор, кои што ќе ги зборуваме подетално, зборувавме буквално за се, сега сакам уште ова да го кажеме за крај. Што е она што те двои тебе од масата? И што е она по кое што си ти најспецифична, најпрепознатлива и Мија и таа жена која што има најголем или највпечатлив глас кога станува збор за било што. Со ова ќе затвориме. Да. Прво сметам дека врзани со мене е повеќе генерации заради тоа што пораснав пред камери и верувам дека ме памтат и оние кои што денеска имаат 50 години и оние кои што допрва доаѓаат и сметам дека и како се врзуваат за мојата искреност пред се. Јас сум многу искрена и на социјални мрежи и вака на интервјуа и
сум многу достапна и сметам дека и тоа е едно од нештата која што ме двои од другите. И сметам дека си го најдов местото, го најдов оно што сакам да го работам и дека тоа автоматски носи успех. Сметам дека го сакаат и мојот карактер и тоа како знам да одговорам и тоа како знам да соберам пари за болно дете и тоа како знам да намонтирам клими во општина Центар. Така што Секоја ти чест за тоа. фала. Јас ќе ти кажам секоја чест за тоа се што си ти, за тоа се што правиш буквално за сите. Тука сакам да ти се заблагодарам за тоа што беше навистина искрена, за тоа што си поминавме една прекрасна вечер. Прекрасно поминато време заедно со тебе. Се надевам дека ќе ни бидеш повторно гостинка. Драго ми е што ја отвори. Во некоја следна сезона така, сигурно. може, секако. Ќе видиме, може ќе се повтори во ова. Никогаш не се знае. Никогаш не вели никогаш. Јас па по тоа си се водам. Дај Боже да имаме некоја убава причина за тоа, така. ќе дојдам секогаш. Фала ти така. што ме покани. Драги мои, јас се што сакам е секако да се да благодарам на нашите азелеа кои што се грижат за нашиот изглед, на нашиот октај, за нашата шминка и фризура и секако на нашата доктор Теодора Зеровска за некои минимални естетски корекции. Така да се гледаме со вас во следната среда во исто време, ќе видиме на која локација. Довидување. One more time. Ivana, I'm sorry. Okay. Can we make once more time? Yes, Okay. yes. This whole thing, you know, Yes, yes. This Okay. whole thing because we need to be prepared. a No little problem. bit earlier, you know? All right. Yes. All right. Како што редот да ги објаснам? Правилата? Окей. Кат. Okay, one more time. One more time, only this. Yeah, you can continue. Yeah. All right. Не можеш уште надолу. Па може, ама види колку трапаво изгледа. Пет. Добра Браво, сум, Мија. добро е. Не Може си него да добро, се одлична карам си. Јас очи не видам уште една. Уште Дали може? Пари, имаш кажано дека тоа никогаш не си го направила, ниту планираш во животот да го направиш. И сега забравив што сакам да те правиш. Може да продолжам? Да. Од почеток или ќе продолжиш? Ќе продолжам. Ќе биде проблем со монтажата за Ако, не се секирај. Ајде.